Добар ден, ученици! Добро дојдовте во Е-училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска и денеска ќе ви одржам час по математика. Ќе учиме да броиме и групираме предмети по 2, 5 и 10. Освен тоа, ќе научиме да правиме и бројни низи кои што растат и опаѓаат за 2, 5 и 10. За овој час ќе ти биде потребен учебникот по математика прв дел, тетратката по математика и училишниот прибор. Подготви се и започнуваме. Минатиот час учевме за групирање на предмети по 10. Тоа ги опфаќаше целите десетки. Ајде да се потсетиме, ќе ги изговараме правилно како што ги учевме минатиот час. Правиме ни за што расте и ни за што опаѓа. Броиме заедно 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Доколку низата опаѓа, броиме обратно. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Можеме да броиме и на други начини кога имаме ист број на повеќе групи предмети. Таков вид на броење е броењето по 2. Како броиме по 2? Ова е група од 2 смајлиња. Ако имаме повеќе такви групи, можеме да ги броиме вака. 2, 4. Потоа 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Што забележуваме? Дека ова што го добивме не личи на низа што расте за 2. А спомнавме и дека можеме да броиме и по 5. Како се брои по 5? Еве една група од 5 срциња. Ако имаме повеќе такви групи, не мора да ги броиме по 1, туку ќе ги броиме вака. 5, 10. Ако имаме 3 групи, ќе броиме 5, 10, 15. Ако имаме 4 групи, 5, 10, 15, 20. Броењето по 5 малку подобро ќе го појасниме во понатамошниот дел од видеото. Сигурно се сеќавате дека броевите ги делевме на парни и непарни броеви. Парни броеви од првата десетка се 2, 4, 6, 8, 10. Непарни се 1, 3, 5, 7, 9. Тоа го учевме и во прво одделение. Зошто ги спомнуваме сега парните и непарните броеви? Затоа што парните броеви ќе ти помогнат полесно да броиш по 2. Непарните броеви ќе ги употребуваме кога ќе правиме низи во понатамошниот дел од часот. Парни броеви од втората десетка се 12, 14, 16, 18, 20. А непарни 11, 13, 15, 17, 19. Понатаму парни броеви од третата десетка се оние што продолжуваат после 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ајде заедно да броиме сега непарни броеви од третата десетка. 21, 23, 25, 27, 29. Понатаму, парни броеви од четвртата десетка после 30, 32, 34, 36, 38, 40. А непарни после 29 се префрламе кон 31, 33, 35, 37, 39. И од петата десетка после 40, 42, 44, 46, 48, 50. Додека непарни 41, 43, 45, 47 и 49. Ајде да ги разгледаме малку подобро парните и непарните броеви и да воочиме нешто. Ајде да ги гледаме вака колоните. Забележуваме дека секаде цифрата на единиците е 2, 4, 6, 8, 0. А кај непарните сите завршуваат со цифра на единици 1, 3, 5, 7, 9.
Ако ги знаеме парните и непарните броеви од првата десетка, лесно ќе можеме да ги одредуваме и од останатите десетки. А сега ќе учиме малку подобро да броиме по 2. Ова се монети од 2 денари. Колку всушност денари имаме? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Овие 9 монети имаат вредност 18 денари. Чорапчиња. Кога купуваме чорапи, тие секогаш одат во пар. Затоа ќе ги броиме по 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Значи 16 чорапи, а ако ги изброиме во групи, ќе бидат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пара чорапи. Слично е и со чевлите или патиките. Овде имаме 6 пара чевли. Но тоа се всушност 2, 4, 6, 8, 10, 12 чевли. И црешничките најчесто одат во пар. Ајде да изброиме колку црешнички имаме. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Сега за да вежбаме малку како растат низите за 2, ќе му помогнеме на цвекенцето да стаса до саксијата. Ќе броите по 2 до 20, а потоа ќе му помогнете на медо да стаса до медот, така што ќе броите по 2, почнувајќи од тука, и ќе броите до 30. Ќе го застанеш видеото, со прстот ќе покажуваш, ќе откриваш патеката, потоа ќе направиме проверка. Значи, во првата задача стартуваш од тука, од бројот 2, а во втората задача стартуваш исто од бројот 2 од оваа позиција. Време е за проверка. Дали твојата патека изгледа вака? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Одлично. Ајде да видиме дали успеа да му го покажеш патот на медо, за да дојде до медот. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30. Браво! А сега ќе учиме како се брои по 5. Ова е добро познатата табела стотка и на неа се прикажани сите броеви од 1 до 100. Меѓутоа, ние денеска за овој час ќе ја искористиме само да воочиме како се брои по 5. Еве го бројот 5 на табелата стотка. Кога броиме по 5, секој нареден број се зголемува за 5. А нареден број колку беше 5 плюс 5? Нормално, 10. Вака сега ќе броиме 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Што забележуваме? Дека само овие две колони ќе се исполнат. Да продолжиме понатаму. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Кога броиме по 5, броевите завршуваат или со бројот со цифрата 5 или со 0. Значи цифрата на единиците е 5 и 0. Ќе го извежбаме ова со овие монети од 5 денари. Овде имаме парички од 5 денари, но не знаеме колку. Сега ќе откриеме. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Значи 50 денари. Ако имате 10 парички по 5 денари, вие всушност имате 50 денари. Овде се спакувани моливчиња по 5 во едно пакување. Ајде да видиме колку имаме вкупно моливчиња во повеќе пакувања. Броиме по 5. 5, 10, 15, 20, 25. Во 5 пакувања имаме 25 моливчиња. А овде се дадени раце.
1, 2, 3, 4, 5, 6 раце. Меѓутоа, сега ќе ги броиме прстите. Секоја рака по 5 прсти. Ајде да почнеме. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Овде имаме малку повеќе. Ајде, добро да гледаме. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Купно 60 прсти. А овде ќе ги изброиш сам. Ајде, почни. Браво! 45. Овде имаме два реда и во секој ред по 5 деца. Колку деца има на оваа фотографија? Одлично. 10 дечиња. Во твојата тетрадка ќе ја дополниш оваа бројна низа од 5 до 100, така што ќе расте за 5. Значи ќе го застанеш видеото. Ќе ја отвориш тетрадката. Ќе ја почнеш низата, значи од 5, 10 и ќе ги надополниш броевите што недостасуваат. Така ќе извежбаш да броиш по 5. Откако тоа ќе го завршиш, многу лесно ќе му помогнеш на пингвинчето да дојде до големиот пингвин. Неговата патека ќе ја одредиш така што ќе правиш низа што расте за 5. Вака, 5, 10, 15, 20 и така натаму и ќе му го покажеш патот на малото пингвинче. Ќе те замолам да го застанеш видеото, да ги завршиш задачите, а потоа ќе се провериме. Дали твојата низа во тетрадката изгледа вака? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Број со мене. 35, 40. Деведесет 100. Одлично. Доколку си ги извежбал овие броеви како растат за 5, многу лесно ќе му го покажеш патот на малото пингвинче и тој вака треба да изгледа. Дали ја направи и ти оваа патека? Доколку да, браво за тебе. Сега ќе групираме предмети по 2 и по 5. Овие топки најлесно ќе ги изброиме ако ги броиме во групи по 2. Почнуваме. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Вкупно 14 топки што ние ги поделивме во 7 групи. Сега лижавчињата. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 лижавчиња ги поделивме во колку групи? Во 6, така е. Ајде да видиме колку портокали имаме овде на оваа слика. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 и 2 портокалчиња. Овие крупчиња, дали е полесно да ги броиме по 2 или имаме некаков полесен начин за броење во овој случај? Одлично размислуваш. Значи, секоја колона има по 5 розови крупчиња и така полесно можеме да изброиме. Ајде да почнеме. 5, 10, 15, 20. 50. Одлично. Ајде и пајчињата да ги групираме по 5. Една група, 2, 3 групи. 5, 10, 15 шапчиња. И овде ќе ни биде полесно да групираме по 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Направивме 8 групи по 5 точки. Но јас мислам дека овде, кај овие розови и портокалови точки, можевме да броиме и на различен начин, т.е. да групираме и на друг начин. Ако броиме по редови, ќе видиме дека има 10 точки во секој ред, па можевме и вака да броиме. По 10. 10, 20, 30, 40, 50. Имаме, значи, 10 групи по 5 предмети или 5 групи по 10 предмети.
Како? И да ги броиме, ќе го добиеме бројот 50. Истиот случај е и овде. Една група од 10, 2, 3, 4. 10, 20, 30, 40. Сега е време за сериозна работа. Ќе го застанеш видеото. Ќе ги препишеш овие задачи во твојата тетрадка. Всушност, овде се 3 задачи. Првата е низи што растат или опаѓаат за 2. Втората задача е низи што растат или опаѓаат за 5. И третата е низи што растат или опаѓаат за 10. Значи, ќе ги препишеш вака. Ќе ги потполниш и подоцна на следниот слайд ќе направиш проверка со она што јас сум го подготвила за твојата проверка. Исто така и на јаболките има броеви што недостасуваат и тие ќе ги потполниш и ќе добиеш низи, но најважно од се е кога пишуваш, кога правиш вакви низи, да процениш дали најпрв, дали низата расте или опаѓа и по кое правило се пишуваат броевите во низата. Ако овде низата почнува од 2, а завршува до 20, очигледно расте за 2. Ако почнува од 1, па имаме 5, 15, значи ќе биде низа од непарни броеви што расте. Овде имаме 20, 16, 10, 4, значи низа од парни броеви што ќе опаѓа и така натаму. Значи мора да го одредиме правилото. И многу е лесно кога имаме, кога првиот број на низата ни е даден. Еве, овде имаме 16, па 24, па 30. Забележуваме дека оваа низа ќе расте. Меѓутоа, овде првиот и вториот број на низата не се дадени. Даден е третиот број 70. Во вакви случаи треба добро да размислуваме. Кога одиме налево, ќе мора да правиме низа што расте, а кога одиме надесно, ќе правиме низа што опаѓа. И на наредниот слайд ќе си провериш дали си решил точно. Овде малку ќе ти помогнам, бидејќи може да те збуни. Пред 70 за 5 поголем е 75, а пред 75 ќе стои за 5 поголемиот 80. Понатаму ќе продолжиш низата сам. Ова ќе го направиш индивидуално, значи без зиркање, а подоцна ќе направиш проверка. Евеа проверката. Доколку имаш грешки, поправи ги и биди внимателен во иднина. Доколку се е точно, одлично, си го совладал денешниот материјал. Откако ќе го решиш ова и малку ќе одмориш, ќе ги завршиш и овие страни во учебникот. Ти благодарам на вниманието.